Nga parti që deri para një viti e gjysmë qeveriste Maqedoninë, në parti që sot ka rol dytësor në skenën politike. Edhe pse LSDM-ja pretendon se është faktor kryesor opozitar, roli i tyre tregon një realitet tjetër, sidomos që u dëshmua në seancën e sotme të Kuvendit, ku ligji për kundërvajtje u miratua me 80 vota pa ato të LSDM-s. Për zhvillimet aktuale, por edhe pritjet rreth kongresit të nesër në Partijak, flasim me koordinatorin e grupit parlamentar të LSDM, zotin Oliver Spasovski. Dobro večeri, dobrovolite valsat. Благодарам много на поканата. Господине Спасовски, на најавата кажав дека СДСМ од партија која пред година и половина владееше во Македонија, денеска има споредна улога во политичката сцена. 81 глас денеска во собранието се обезбедија и без СДСМ и без ДУИ. Дали ова значи дека не сте фактор за важните прашања, важните процеси во државата? Прво, СДСМ е партија со голема традиција. Таа никогаш нема да биде споредна партија. СДСМ секогаш ќе носи одлуки, ќе застапува ставови кои што се во интерес на граѓаните. Така да партиските пазарења или поединечни пазарења со власта во одредени моменти и така натаму, тоа нема да ги одредува позициите на политичарите или на политичките партии. Идејата, идеологијата, борбата за граѓаните, она за што СДСМ го правеше низ годините, ја одредува и неговата позиција. Така да СДСМ е партија, би рекол, која што е вградена во сите пори на македонското општество. Safe City е проект што почна да се реализира кога вие бевте министер за внатрешни. Денеска не гласавте за законот, што ќе овозможуваше да стапи во функција или системот. Дали ова е конструктивно однесување и пред малку во партиското соопштение велите дека ова е игра меѓу ВМРО и ДУИ, како тоа кога ДУИ не гласаше за законот? Прво, факт е дека овој систем е започнат во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Систем со кој што навистина ќе се допринесе да се зголеми безбедноста. Не само безбедноста во сообраќајот, туку и јавната безбедност, бидејќи ова не се само камери кои што ќе го регулираат сообраќајот или ќе ги ловат, ако сакате, прекршоците во сообраќајот, туку ќе има многу важна и превентивна улога во делот на јавната безбедност, меѓутоа и ќе учествува во тој систем на криминалистички истраги, бидејќи не можете во време со методи од 90-та година, во 26-та година да бидете ефективни во откривањето на криминалот и корупцијата. И тоа апсолутно не е спорно. СДСМ како партија која што имаше визија за тоа каде треба да се движи државата, како треба да напредува, што е тоа што треба да направиме, го започне целиот овој проект. Сега, што се однесува во однос на законот за прекршоци, ние гласавме против. И тоа нема поврзаност, има во однос на функционирањето на Safe City-то. Меѓутоа тоа не е закон за Safe City како што сака некој да го представи. Законот за прекршоци. Законот за прекршоци СДСМ не го гласаше од неколку причини. Прва и основна причина, сметаме дека казните може да се коригираат, односно да се намалат уште. За одредени прекршоци нормално е да останат исти какви што се за најтешките дела во сообраќајот, меѓутоа има простор да се намалат прекршоците многу ако сакаме да имаме превентивна улога. И тоа е нешто што го истакнаме како став. Тоа е првата работа. Втората работа, не се одговори денеска на прашањето што ќе се прави со материјалот кој што ќе се прибира од Safe City. Што ќе се прави со фотографиите, со видеата, со сето она што ќе го приберат камерите и како и на кој начин тој материјал ќе се гарантира дека нема да се злоупотреби. Вие знаете дека владењето на ВМРО-ДПМН, историски гледано, не може да бидеме сигурни дека тие нема да бидат злоупотребени. Најголемата афера беше во времето на владењето на ВМРО-ДПМН со прислушувањето. Третата работа, прибирањето на телефонски броеви и прибирањето на мејл адреси на сите собственици на моторни возила во државата
Исто така создавање на база која што може да биде злоупотребена во политички цели и секакви други кои што ги има. Така да, тоа се причините зашто сметавме дека не треба да се поддржи ова законско решение, додека не се седне и да се разговара. Самиот факт што ова законско решение е предложено од пратеници група, која што го предложи по скратена постапка, говореше дека не се сака да се има дебата за најважните прашања, а ќе дојде 1 февруари, кој ќе почнат дента да стигнуваат казни на граѓаните, кои ќе почнат сите граѓани да реагираат заради тоа што имате многу ситуации кои што не ни се расчистени, ќе треба да се дадат одговори на тие прашања. И токму затоа треба ВМРО да ги даде одговорите на тие прашања. Јас денеска кажав во собрание, не можете на излезот од Скопје да имате знак 70, а вие да казнувате за пречекорување од 50. Така да ќе превземеме сигурно мерки кои што ќе бидат. Алијанса на Таравари најави денеска дека ќе имаат иницијатива пред Уставниот суд. Не, иницијативите се едно, ние сакаме да бидеме проактивни и ќе одиме со одредени законски решенија кои што ќе покажат дека постои друг начин за функционирање на целиот тој систем. Добро, не гласавте денеска за Safe City, но не гласавме, да не се разбереме. Не, да не се разбереме. Не, за законот да не се разбереме погрешно. Ние гласавме, но гласавме против. Да, зборот ми е за... Не, гласавме против. Да не гласате, значи да не гласате никако. СДСМ гласаше против законот за прекршоци од причините за кои што јас ги кажав. Но гласавте за Фатон Селами да биде новиот народен правобранител. Верувате во неговите капацитети, иако е партиски кадар, или имавте договор со Влен? Бидејќи е нивен предлог. Ние гласавме за избор на народен правобранител. Затоа што ова неодговорна власт на ВМРО, ДПМН и на Влен дозволи институцијата народен правобранител да биде блокирана во изминатиот период. Посебно сега после 31 декември, иако сметам дека и претходно со заминувањето на претходниот народен правобранител овластувањето не може негови да ги користи ниту еден од замениците, меѓутоа како и да е, ова институција беше сериозно доведена во прашање. И тоа одговара на владеачкава гарнитура и на ВМРО, ДПМН и на Влен. Затоа што колку повеќе ќе е блокирана институцијата народен правобранител, толку повеќе ќе трпат заштитата на човековите слободи и права на граѓаните. Бидејќи народниот правобранител е заштитник на човековите слободи и права. Не треба да биде партиски кадар. Према тоа, за нас апсолутно нема место за пазарење тука. И нити сакаме, нити сме разговарали, нити треба да разговараме со било кого. Ние направивме став, поддржавме избор на народниот правобранител, се со цел ова институција да профункционира. СДСМ со амандман денеска бараше измени на кривичниот законит. Откако ја направивте штетата, дали се спасија сите што требаше да се спасат, па да барате сега враќање на членот 353. Еве, дури вчера застаре уште еден предмет на Никола Груевски, кој што избега од Македонија додека вие бевте министер за внатрешни. Не е ова лицемерно? Факт е дека тоа е грешка која што е направена во времето на Социјалдемократскиот сојуз, грешка која што јас не можам да ја разберам до ден денеска. Затоа што и тогаш поставува прашање на луѓето кои што ги носе одлуките во тој момент, зошто немаше некое образложение кое што ќе ме убеди дека тоа беа правилни чекори кои што се направени. И тоа не е само дали некој, зборувам персонално, ќе се ослободи од вина. Тоа представува проблем за правната сигурност во државата. И тоа е навистина еден сериозен пропуст и мислам дека тоа е исто така една од причините. Не, ова е една од причините зашто Социјалдемократскиот сојуз, например, Таргет. Ова е еден од случаите зашто Социјалдемократскиот сојуз ги изгуби изборите. И зашто граѓаните сериозно ја казнија при нарушувањето на довербата, бидејќи знаете дека правдата и правната сигурност беше еден од приоритетите. Точно и сега дека дојде до предлог за измена на кривичниот законник. Прво, факт е дека оваа влада не подготви нов кривичен законник така како што
вети во законодавната агенда и во приоритетите кои што се на Европската Унија. Тука требаше да биде новиот изборен законник, нов закон за влада, нов кривичен законник и така натаму. Покажа ВМРО, ДПМН и ВЛЕН и знам заедно сите, значи не може ниту еден од овие коалициони партнери да се амнестира, дека во овие скоро 2 години не направија ниту еден чекор кон било каква реформа. Поднесоа предлог за измена на кривичниот законник, од една страна се задоволи формата од Уставниот суд која што беше и да се направи некаков модел кој што го имаме. Така да СДСМ има полно право, исто како што признава дека сгрешил во одреден момент, исто така денеска да понуди одредени решенија, односно тоа што сме го сгрешиле, да го вратиме назад. Ако сме сгрешиле, без разлика, меѓутоа тоа што сме сгрешиле да вратиме назад. И затоа сме поднеле не еден, 9 амандмани кои што парламентарното мнозинство не ги усвои. Од друга страна, вие го имате Мицковски, кој што рече дека Преспанскиот договор треба да се поништи, кој што рече дека треба да се поништи договорот со Бугарија, кој што рече дека треба да се сменат преговарачките рамки и така натаму, ама нема реакција од нивна страна да се да кажеме, слушај, ајде ќе предложиме во собрание одредени предлози, па тие предлози ќе ги разгледуваме и ќе ги поништуваме договорите. Тоа е разликата во пристапот кој што го имаме ние. Господин Спасовски, утре е конгресот на СДСМ. Со какви ставови одите во конгресот? Дали ќе побарате одговорност од председателот на партијата за лошиот изборен резултат или се плашите да не ве ставаат во групата на уценети, како на пример со Јован Деспотовски и Петре Жилегов? Прво, утре имаме конгрес на кој што еден дел од конгресот би требало да биде отчетен конгрес. Ако е отчетен конгрес, тоа значи дека ова раководство треба да даде отчет за тоа што има сработено и какви се изборните резултати. Имало грешки, немало грешки, воделе добри политики, воделе лоши политики, креирали така натаму и на основа тоа конгресот да донесе заклучок за тоа дали органите на партијата може да имат доверба или не треба да имат доверба. Така да, мојот став во однос на ова прашање сум го кажувал многу пати во органите на партијата и конгресот е утре место во кое што не само јас, треба што е можно повеќе делегати да разговараме отворено за сите аспекти кои што се внатре во партијата, за да можеме да дојдеме до една таква позиција, би рекол, во која што ќе речеме да, ова се грешките се согледани, затоа ќе понудиме нови решенија. Не само кадровски, тука треба да има и програмски и така натаму. Сега, јас малку сум изненаден, да ви кажам искрено, заради тоа што немавме централен одбор на партијата сега пред одржувањето на конгресот, на кој што требаше да се разгледа извештајот за работа на конгресот. Не се утврди на централниот одбор предлог дневниот ред на конгресот и така натаму. Очекував дека тоа ќе се случи, иако беше најавен централниот одбор за 16 овој месец, јутоа тоа не се одржа, така да ќе видиме утре кои ќе бидат предлозите во дневниот ред кој што е доставен со материјалите, покрај овие точки за гласање на доверба, за отчет, извештај и така натаму. Гледам дека има и статутарни измени. Искрено не знам кои ќе бидат статутарните измени, не сум ги видел, така да јас зборувам многу отворено, а мислам дека не заслужува да се коментира за тоа дали ќе ги ставаме едните или другите во некакви табори, па дали пратеничката група ќе одела на едно место или на друго и така натаму. Сакам да ви кажам дека пратеничката група на СДСМ е составена од луѓе кои што се растени и градени во СДСМ и кои што од мали нозе ја граделе СДСМ до денеска. И луѓе на кои што им е навистина многу важно каде е СДСМ сега и како СДСМ ќе продолжи понатаму. Така да не треба да се надпреваруваме кој е повеќе СДСМ или помалку СДСМ. Туку треба сите заедно да бидеме малку директни. Да бидеме сите заедно тука и да помогнеме СДСМ да бидејќи не сакате да кажете дали барате оставка од господинот Филипче, тогаш да ве прашам дали верувате дека господинот Филипче има капацитет и визија да ја врати довербата на граѓаните
и да ја консолидира партијата? Тоа многу ќе зависи од тоа што ќе биде предложено утре како програмска платформа и како ги гледа Филипче организацијската поставеност, коалиционите капацитети на партијата и така натаму, за да видиме што е можно да се направи во овој дел. Навистина, мислам дека треба многу да се работи, дека ако се продолжи праксата која што беше до сега на работење, дека не ветува резултати и не ветува успеси, меѓутоа затоа се конгресите тука, да се направат одредени пресврти, да се понуди платформа, да се обединуваат луѓето, да се научиме да се сослушуваме едни со други, да си пружиме рака едни на други и сите заедно да помогнеме на Социјалдемократскиот сојуз. Дали утре на конгрес, дали е можно да се исклучат од СДСМ Шилегов и Деспотовски и како во ваков случај ќе се позиционирате вие? Прво сметам дека во партијата треба да владее диалог и почитување, а не исклучивост. И сметам дека Конгресот треба да реши многу поважни прашања отколку исклучување на било кој член на партијата. Затоа што и статутарно исклучувањата се во надлежност на општинските организации за членовите на партијата. Се знае дека на Централниот одбор кој и како се исклучува. Така да јас секогаш сум за тоа да обединувам, а не да исклучувам. Обединувањето значи јакнење на партијата. Се друго ќе значи раслојување во партијата. Така да повикот треба да биде да се дебатира внатре во рамките на партијата, да се разговара со луѓето, без разлика кој е, значи да не го правиме тоа надвор во медиуми, иако знам јас дека нели тоа е сега вака многу, да речам, важно за јавност и така натаму, меѓутоа сепак одредени работи кои што треба да си ги кажеме, треба да ги кажеме внатре и да се разбереме за тоа што го зборуваме, а обединувањето е клучно. Одличната организација на партијата, нова платформа политичка која што ќе биде сообразена на денешното време, градењето на коалиционен потенцијал. Тоа се трите темелни вредности кои што мора да ги имаме за да успееме понатаму. Да видиме што ќе правиме во делот на јакнењето на граѓанскиот концепт во партијата, на Македонија како едно општество за сите, да се даде одговор на прашањето каде ги гледаме заедниците во Македонија покрај македонците, сите други, албанците, србите, бошњаците, турците, власите, ромите и така натаму. Сето тоа треба да биде една платформа која што ќе понуди нешто ново. Бидејќи сте координатор на пратеничката група на СДСМ, сакам да ве прашам и за тоа што кажа Шилеков, дека пратеничката група ќе го напушти Венко Филипче. Дали тоа е вистина и за колкав број на пратеници станува збор? Прво, сакам да ви кажам дека пратеничката група на СДСМ е компактна пратеничка група. Пратеничката група на СДСМ, ви реков, е составена од луѓе кои што растеле, се граделе низ партијата и кои што заедно во изминатите 30 на години ја граделе СДСМ. И на било кој пратеник од пратеничката група на СДСМ не му е сеедно каде ќе се движи Социјалдемократскиот сојуз. Така да, сите други шпекулации, кажувања и така натаму во име на пратеничката група, апсолутно сметам дека немаат никаква вредност. Едноставно сакам да ви кажам дека пратеничката група на СДСМ и луѓето во пратеничката група на СДСМ се многу повеќе СДСМ и многу повеќе ги боли за СДСМ отколку можеби некои членови на раководството на партијата. Бевме сервилни кон нашите коалицијски партнери, а тие ја злоупотребија нашата широчина, дуи ја потроши СДСМ, овие беа изјави на господинот Филипче. Која беше целта, зошто Филипче отиде кај Али Ахмети? Факт е дека ако ги анализираме причините за поразот, нели, и тоа се еден од заклучоците на органите на партијата, дека покрај другите причини кои што ги споменуваме во изминатиот период на владењето од два мандати на Социјалдемократскиот сојуз и односот кој што го имаше дуи кон СДСМ, кон институциите, ако сакате, допринесе да знатно се наруши рейтингот на Социјалдемократскиот сојуз. Сега во однос на средбата, знаевте за оваа средба, бевте информирани?
помеѓу господинот, односно председателот на партијата Филипчи и председателот на Дуја Али Ахмети, јас прв пат слушнав од медиумите. Така да не бевте информирани како координатор на пратеничката група, не. Можеби најцелисходно е да се седне да се разговара за ова прашање и да сите аспекти ги рачисти председателот Филипчи или председателот Ахмети во однос на тие. Јас не можам да кажам што дека Филипче побарал формирање на опозицијски фронт. Вие мислите дека има потреба од такво нешто? Не знам јас кои биле барањата, не можам да кажам што разговарале на средбата, бидејќи нити сум присуствувал, нити знам за ова средба, и тоа не е важно, тоа треба да тие знаат двајцата што разговарале. Дали треба да се формира опозицијски фронт? Секако дека треба. Опозицијскиот фронт, што е поголем, толку повеќе се стеснува просторот на било која влада, а посебно кога имате ваква неодговорна влада која што е составена од ВМРО, да помене од знами од вреди, нефункционална влада која што не ги остварува очекувањата на граѓаните, влада која што економски уназадува државата, влада која што не ги исплаќа парите и не ги враќа назад кај граѓаните, и како се потребни обединување на опозицијските сили за спротивставување и стопирање на ваквиот однос кон државата и кон граѓаните. Господине Спасовски, добивте кривична пријава од страна на МВР за станицата во Сарај, каде технички прегледи правеле автобусите на Бесатранс. Дали чувствувате одговорност на овој случај? Јас сум кажал многу пати до сега во однос на оваа тема и на други теми и така натаму. Ова држава има институции, има обвинителства и тие се тие кои што ќе работат. Така да овој предмет беше во обвинителство, се разговараше, се добиени сите предмети кои што има така натаму. Така да ниту сакам повеќе да додадам, а ова го сметам како дел од тој фолклор кој што значи удар врз одредени луѓе врз опозицијата и така натаму, што не е неочекувано. Ви благодарам многу за овој интервју. Благодарам на вас. Shikues të nderuar, ndoqët intervistën, vazhdojmë me lajmet e tjera.